А македонската култура продолжува да гради мостови меѓу народите. Тоа се случува и преку Македонскиот културно-информативен центар во Загреб, поради што денес како посаден гостин ја имаме и госпоѓата Мими Ѓорговска-Илиевска, директорка на Македонскиот КИЦ во Загреб, точно за сите оние случувања и сето она што е во најава да го прикажете како центар. Добре ни дојдовте и со нетрпение чекаме да слушаме што е ново и постигнато. Благодарам, Оливера, за најавата. Еве вака, ако можам да кажам, директно од Загреб, ама не баш буквално директно, меѓутоа сепак од Загреб, од Хрватска, ја имаме таа чест ова утро да ни гостува господјата Мими Ѓорговска-Илиевска, која што е директорка на Македонскиот културно-информативен центар во Загреб, кој што оваа година во месец октомври ќе наврши веќе 4 години на постоење од своето формирање. Директорке, добро ви утро. Ви благодарам што утринава сте дел од нашата утринска програма. Македонскиот културно-информативен центар во Загреб е мост на културата и уметноста меѓу Македонија и меѓу Хрватска. Навистина, бројни настани, културни настани го одбележуваат работењето на Македонскиот културно-информативен центар во Загреб. Вие сте веќе 1,5 година на чело на овој центар. Па една лична карта на гледачите да кажеме која е работата, која е улогата на Македонскиот КИЦ во Загреб. Најпрви добро утро, благодарам на поканата. Поздрав до сите гледачи на Алфа телевизија, секогаш е задоволство да се биде ваш гостин. Како што и најавивте на самиот почеток, Македонскиот културно-информативен центар во Загреб, еве ова е веќе 4-та година, наредната година има, да кажеме, еден мал јубилеј од 5 години. Јас ја извршувам функцијата на директор на културниот центар, како што рековте, скоро 2 години. И како да кажам, навистина културната дипломатија и работата на културно-информативниот центар во Загреб е многу значајна за поврзување на двете држави, пред се на Македонија и Хрватска, кои што се пријателски држави, и огромно е задоволството да се работи на полето на културата во држава каква што е Хрватска, да се промовира македонската култура во пријателска држава како што е Хрватска, истовремено да се создаваат релации, продлабочување на соработките меѓу македонските и хрватските уметници, и секако презентација на македонската култура во Хрватска, но исто така и отварање можности за презентација и промоција на хрватската култура, на хрватските уметници и во Хрватска, но и создавање можности за нивна презентација во Македонија. Значи, многу е важно тоа вмрежување помеѓу уметниците, не само представување на нашата собствена, македонска, вековна, богата култура, туку создавање на нови пријателства на полето на културата, соработки со релевантни хрватски институции, и тоа континуирано еве го правиме во изминативе скоро 2 години. Остваруваме соработки со значајни, релевантни хрватски институции со кои што реализираме заеднички проекти, како што беше Музеот за уметности и занаети, како што беше Меѓународната смотра на фолклорот, како што беше Загребачкиот плесен центар, со кои што реализираме проекти кои што се дел од годишната програма на Македонскиот културно-информативен центар, поддржана од страна на Министерството за култура и туризам, и наоѓаме начини како што кажав и на самиот почеток, взаемно да ги представиме двете култури и да го промовираме она што е најдобро од двете држави, пред се она што е најдобро од нашата македонска култура и уметност. Господјо Илиевска, имавте навистина плодна и богата културна програма во изминативе 6 месеци. Навистина интересни настани кои што ги организиравте вие и кај вас, меѓутоа користевте нели и простории од културно-информативниот центар од Загреб. Ајде да споменеме кои беа позначајните манифестации кои што имаше можност да ги види публиката.
Токму така. Имаше многу настани, имаме многу настани, што навистина ме радува. Ме радува затоа што го нудиме на хрватската публика, секогаш буди интерес и секогаш, да не звучам нескромно, но навистина добиваме комплименти за се она што досега сме го представиле како проекти. Годината ја започнавме со една многу интересна соработка со хрватскиот дистрибутер на документарниот филм Приказната за Силјан, каде што партнерски се реализираше хрватската кино премиера во Загреб. Потоа ја продолживме со нашата редовна годишна програма, како што кажав и на самиот почеток. Оваа година навистина почнавме на едно високо ниво со представување на македонската култура. Имавме таа чест да ја отвориме изложбата на нашата светски реномирана уметница Жанета Вангели, изложба на Националната галерија на Македонија, но она што беше најзначајно за нас како Македонски културно-информативен центар беше моментот што имавме честа изложбата да ја отвори незината екселенција, председателката на Македонија, господјата Гордана Силјановска-Давкова, која што во тој период беше и во официјална посета на Република Хрватска, на председателот на Република Хрватска, и навистина тоа представуваше еден многу значаен настан, посетен огромен број на публика, затоа што навистина делата на Жанета Вангели секогаш предизвикуваат внимание. Секако имавме потоа уште еден интересен и несекојдневен проект во областа на танцовата уметност. Тоа беше танцовата представа Ајде на кореографите Игор Киров и Благој Мицев, која што ја реализиравме како дел од сопствената годишна програма на Македонскиот КИЦ во Загреб, а во соработка со Загребскиот танцов центар, која што и таму се изведе како таква, која предизвика огромно внимание, огромен интерес, навистина високо квалитетна танцова представа, дел од македонскиот современ танц, што немаме повеќе, кај нас нема толку современи танцови представи. Морам да кажам, тоа беа 9 македонски танчери, млади танчери, кои што беа прекрасни на сцената, предизвика огромен интерес и внимание. Потоа продолживме, односно претходно имавме исто така една многу значајна голема изложба ликовна на 4 македонски академски сликари и 4 хрватски академски сликари, професори на Ликовна академија. Од страна на Македонија, тука ќе кажам, значи беше Сергеј Андреевски, Решат Ахмети, Тања Балач, Башке Меджити, од страна на Хрватски исто така професори од Ликовната академија, што многу значи. Зошто го кажувам ова? Кога се реализираат вакви представувања каде вмрежувате македонски и хрватски уметници, тогаш видливоста е многу поголема, многу полесно се привлекува хрватската публика, што е многу значајно, за нас е многу значајно. Значи македонците секако се дел од нашата публика и се добредојдени, и секогаш ме радува кога имаме барем еден повеќе од нив, а имаме многу кога доаѓаат, но уште повеќе импонира фактот кога гледате дека предизвикувате со вашата програма интерес кај хрватската публика. Така, одат фотографии, имаат можност веќе гледачите да видат токму за ова што го зборувавте. Она што сакам да го најавиме, а во интерес на времето, е второто издание на единствениот патувачки фестивал на македонскиот филм во Хрватска. Тоа е лично ваша идеја. Минатата година предизвика голем интерес, нели? Затоа и оваа година ќе се организира по втор пат. И она благодарница која што ја добивте од фолклорна манифестација во Македонија, односно во Хрватска, од фолклорните друштва во Хрватска. Ете, овие две настани да ги кажеме накусо и на крај она што ќе се случува за 8 септември. Може, секако, па ајде вака хронолошки, тоа што помина. Прво, тоа беше меѓународната смотра на Фолклор Загреб, која што оваа година одбележуваше јубилеј од 60 години од своето постоење, и ние организиравме Македонскиот КИЦ во Загреб заедно со меѓународната смотра на фолклор. Ова ни е втора година поред со работка. Минатата година одбележавме
10 години од впишувањето на гласоечкото пеење во УНЕСКО, имавме панел дискусија каде што повторно имавме македонски и хрватски нематеријални културни добра запишани во УНЕСКО. Оваа година имавме една исклучително уникатна изложба од архивите на меѓународната смотра на фолклорот, која што беше поставена во Македонскиот културно-информативен центар. Авторки на изложбата беа една македонка, Ивона Опеческа-Татарчевска, и една хрватка, Бојана Полјаковиќ. Повторно тоа што го кажувам дека мораме континуирано да создаваме заеднички врски и релации. Изложбата беше насловена Поздрав од Македонија, а на истата беа представени фотографии од македонски фолклорни групи кои што изминативе 60 години настапувале на меѓународната смотра на фолклорот, која што е една од најугледните смотри фолклорни меѓународни манифестации во Хрватска, чиј председател на Советот е токму Министерката за култура и медиуми на Хрватска, и ние добивме благодарница за стручна соработка, взаемна соработка, што многу значи и импонира сето тоа. А што се однесува во интерес на времето, за фестивалот на македонски филм, точно тоа е второ издание, значи ете на една моја иницијатива кога ја преземав функцијата директорка на Македонскиот КИЦ во Загреб, решив и со поддршка на Министерството за култура и туризам основав два фестивали кои што би сакала во иднина да продолжат да бидат традиционални. Едниот фестивал на современа македонска книжевност и вториот токму овој тоа е единствен патувачки фестивал на македонски филм во Хрватска. Минатата година фестивалот беше посветен на македонски филмски класици, го отворивме со опусот на браќата Манаки. Оваа година е посветен на македонскиот документарен филм. Публиката ќе има можност да го види најновото остварување на Митко Панов, да види македонски оскаровци, да ги види етнолошките реставрирани филмови од кинотеката на Македонија, бидејќи наш партнер во реализацијата на овој фестивал е токму кинотеката на Македонија, затоа што секогаш морате да имате професионален, релевантен партнер за да имате нешто што навистина ќе вреди. Од македонска страна е кинотеката, а од хрватска страна и минатата година и оваа година наш клучен партнер е киномрежата на независни киноприкажувачи во Република Хрватска, со кои што успеваме. Минатата година фестивалот патуваше во 14 градови во Хрватска и благодарение на тоа партнерство успеваме покрај Загреб фестивалот да се прикаже уште во десетици други градови во Хрватска. Сега да го искористиме времето, уште овие неколку минутки што ги имаме до крај, да споменеме за 35 годишниот јубилеј од независноста на Македонија за 8 септември. Исто така организирате настан и накусо да ни кажете како би ја завршиле така годината. Токму така, за 35 години независност, за 8 септември, заедно со амбасадата, со нашата амбасада во Загреб, во Хрватска, организираме еден исклучителен настан, би рекла. Ке имаме концерт на професионалниот хор Про Арс под диригентство на маестро Сашо Татарчевски. Потоа ке има една значајна изложба од Македонскиот државен архив, архивските документи, столб на македонскиот идентитет, и тоа ќе се одржи во Хрватскиот државен архив. Повторно тука ќе кажам, една соработка веќе создадена меѓу двете институции, меѓу двата архиви, меѓу културно-информативниот центар, и на сите ќе им понудиме значи одбележувањето на 35 годишниот јубилеј, ќе биде достоинствено одбележан со два значајни културни настани. Тука морам да кажам дека сум навистина благодарна на одличната соработка и со нашата амбасада, со амбасадорот, каде што заеднички вклопивме, искреиравме една културна програма со која што достоинствено ќе го одбележиме јубилеот 35 години независност на Македонија. После тоа продолжуваме уште со низа настани до крајот на годината, пошто прашањето беше како ќе ја затворите годината. Имаме уште низа концерти, како што имавме претходно, кои што во
интерес на времето не ги ни спомнавме, но морам да кажам дека сите дејности ни се застапени во програмата, од ликовната, музичката, книжевната. Од оваа година посветуваме огромно внимание и на најмладата публика. Тука би сакала да истакнам дека имавме два значајни проекти за најмладите. Едниот беше на КАТ продукција и Магичниот круг на детството, каде што беа инволвирани ученици кои што го изучуваат македонскиот јазик во две основни училишта во Загреб. Тоа беше проект каде што се промовираше најновата книга на Татјана Гогоска, но преку работилници за креативен дизајн, за креативно пишување, театарска игра, со одлични ментори, учениците направија представа преку која што ја промовираа книгата. Потоа тука беше исто едно предавање за научната фантастика во македонската книжевност, низа концерти, последниот кој што го имавме, кој што предизвика огромен интерес, бројна публика, аплаузи до уметниците, беше концертот на големите уметнички Сихана Бадивику Ходжа и Маја Кастратовиќ, но и до крајот на годината ни следуваат уште многу концерти, два фестивали да реализираме, да го одбележиме, јубилеот 35 години независност, изложби на наши самостојни ликовни уметници и се надевам дека како и првата половина, еве и втората половина на годината, ќе биде плодна како и првата. Јас мислам дека тука сме веќе некаде, еве колешката вели со крајот на времето. Многу ви благодарам за гостувањето. Искористете си го овој одмор, еве малку и во вашата родна Македонија. Ви посакувам многу успешна работа. Ние секако како телевизија, како медиум ќе ги следиме и понатаму активностите на Македонскиот КИЦ во Загреб, кои што навистина само да ги поздравиме и 5 друштва, мислам дека македонски, кои што функционираат во Хрватска. Продолжите и понатаму со оваа успешна работа. Чест и задоволство ми беше што ова утро бевте наша гостинка. Ви благодарам на поканата и како што кажав и на самиот почеток, секогаш ми е задоволство кога сум гостин во вашата телевизија. Ви благодариме, продолжуваме и понатаму како и до сега, неуморно се за доброто на културата, бидејќи телевизија Алфа е секогаш на страната на уметноста и на културата. Благодарам за гостувањето и од мое име.